Добро утро, вести во 9. По повеќе од 6 часови изгаснат е големиот пожар кој избувна синоќа во Радовиш во кругот на поранешен Декортекс, каде што изгореа магацини машини, соопшти од територијалната противпожарна единица Радовиш. Според информацијата од радовишките пожарникари, при гаснењето неколку од нив вдишале чад и се здобиле со полесни изгореници, но сите кои учествувале во гаснењето на пожарот се чувствуваат добро. Пожарот го гаснеа и пожарникари од противпожарната единица Радовиш, а на помош им беа и пожарникари од Струмица, како и од доброволното противпожарно друштво од Конче. Причините за пожарот дополнително ќе се утврдуваат од страна на надлежните служби кои веќе се на терен. Македонија во Охрид, духовниот центар на државата го одбележа 24 мај, денот на сесловенските браќа, светите Кирил и Методи. Премиерот Мицкоски порача дека обединувањето околу националните интереси е стратешки важно прашање. Нашите одлуки одредуваат нашата иднина. Ако се држиме цврсто и обединето без оглед на тоа кој е на другата страна, ќе останеме цврсти, а споделената мака е помала мака. Токму тоа јадро било разнишувано и удирано во историската судбина на Македонија. Македонија се соочува со сериозна и неправедна блокада во незините интеграции, истакна премиерот Христијан Мицкоски на свечената академија од слово до вечност на одбележувањето на денот на сесловенските просветители свети Кирил и Методи. Земјата се соочува со сериозна и неправедна блокада во незините интеграции. И можам да ги разберам, иако не ги оправдувам позициите на еден од нашите соседи. Но не можам да ги разберам, ниту оправдам домашните политичари кои делуваат како специјални пратеници на раководството на една наша соседна држава. Тоа што тие го зборуваат, тоа го зборуваат и овие нашиве домашни политичари и нивните представници. Поразително. Тоа не поразува и како нација. Имаме отсуство кај дел од луѓето на чувство за припадност кон својот народ и подготвеност со гордост да го носат она што јас го велам. Мекото ткиво на македонскиот народ. Мицкоски исто така порача дека државата мора да остане достоинствена на својот европски пат, но без откажување од националниот идентитет и јазик, повикувајќи на обединување на општеството околу клучните национални и образовни цели. Направив се како претседател на владата за да подадам рака кон овие кои што се денес за жал мекото ткиво на македонскиот идентитет, да се свестат, заедно да се обединиме, да се бориме, да бидеме обединети. Тие секоја шанса ја испуштија. И нормално ние нема постојано да чекаме тие да се одобруваат, за да делуваме заедно за националните интереси. Затоа јас повикувам на народно, сенародно и интелектуално обединување на државата. Животот овде новие македонски простори, каде историските околности не секогаш биле наклонети кон нас и кон нашите стремежи, ни овозможил да созреме како народ со свој јазик и култура, подлече епископот Хераклејски Климент. Тоа пак кај нас не предизвикало себедоволност и затвореност кон другиот, ниту надменост и гордост во нашиот народен хабитус, туку сосема спротивно. Ја развило длабоката свест и емпатија за меѓусебните релации и вековните врски со сите со кои го делиме просторот и заедничкото секојдневие. Премиерот Мицкоски подлече дека браќата Кирил и Методи испратиле порака која и денес е современа и моќна. Секој народ има право на образование, култура, духовен израз и свој јазик. Народ кој не ја познава својата писменост и култура лесно станува тук во сопствената историја. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Црната статистика на семејно и насилство врз деца е во енормен пораст. Полициските билтени се преполни со брутални пресметки, напад на малолетници, семејно насилство. Најдраматични случаи се забележани во Битола и во Скопје, за што обвинителството поведе и итни постапки.
Вистински хорор преживеала 18-годишна девојка од Битола која се враќала од својата матурска прослава. Незиниот 40-годишен партнер ја пресретнал, ја затворил во автомобил и го одзел телефонот и брутално ја претепал. За овој случај основното јавно обвинителство во Битола побара итен притвор поради опасност од бегство и повторување на делото. Оштетената го молела да ја пушти да излезе и кога запреле на една локација се обидела да го напушти возилото, но осумничениот тргнал по неа и започнал да ја удира. Начинот на извршување на делото укажува на особено насилнички и контролирачки порив кон младата жртва. Насилство врз дете ја згрози и скопската јавност. Во дворот на основно училиште во Илинден 49 годишен татко, наместо да ги смири децата, физички нападнал врсник на својот син, нанесувајќи му расекотини и подливи. ОЈО Скопје отвори постапка за насилство врз дете. Јавниот обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување мерки на предпазливост обврска осумничениот да се јавува во судот и забрана да се приближува на оштетеното дете. Само во изминатото деноноќе дури 5 лица се приведени за семејно насилство. Во Кичево е уапсен 43 годишен маж по пријава од неговата поранешна 22 годишна партнерка, додека во Скопски центар расправија меѓу сопружници завршила со взаемна физичка пресметка, па полицијата ги евидентирала двете пријави. Во Ѓорче Петров жена била нападната од партнерот со тврд предмет. Сериозна драма се одвивала и во Неготино, каде 19 годишна девојка собрала храброст да го пријави сопствениот татко за секојдневно физичко насилство кое го трпеле со нејзиниот малолетен брат. Таткото добил решение итно да го напушти домот. Пријави за семејно насилство имало и во Пробишти, Тетовско и во Крива Паланка. Од МВР уверуваа дека се преземаат сите мерки за целосно расчистување на случаите, пошто против насилниците ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Во продолжение следуваат и вестите